Чудниот знак во полето во расадникот кај село Таринци и денеска е топ тема меѓу штипјани. Измама, герила маркетинг, уметност или нешто друго. Сите се прашуваат. Никој не верува во приказната за вонземјаните, или барем јавно не ја споделува. Но сега сите ли цитираат со тоа, чиј е знакот. Дека приказната за НЛО е научна фантастика, говори и професорот од Факултетот за природни и технички науки на УГД, доктор Тодор Делипетров. Било каков објект кој со такви димензии би слетал, ќе е тежок и нема само да го полегне житото, но ќе остави длабоки траги у раницата, и тоа сигурно не е пердуш што лета, него тоа е објект кој со тие димензии ќе тежи стотици тони повеќе, илјадници тони. Значи, тоа е првата работа. Второ, кога би само надлетал да се приближи, било кои мотори за да го држат, ќе го изгорат дело на житото и околината, ќе го запават. Према тоа не станува збор за никаков летиш објект. Да слета хеликоптер, па ќе остави траги у нивата дека е слетал. Од што може да биде? Од две причини. Првата може да од овоа воздушни струјања кружни може да направат некои слични фигури, деате ветрушки, вртузи и така натака. А најверојатно некој човечки фактор имаја некоја идеја нешто да прави, па направил некој круг со некоја полека машина што не остава толку трагови. Интересно е дека слично со знакот во полето забележале од Штипскиот универзитет. Велат дека тие не го направиле, туку само ја констатирале сличноста со нивното лого од лабораторијата. Додека медиумите дебатираа за потеклото на оваа појава, Универзитетот Гоце Делчев од Штип констатираше уште поневообичаена коинциденција. Имено формата која случајно или не е отсликана во Штипското село е идентична со логото на лабораторијата за заштита на растенијата и животната средина, која функционира во состав на Земјоделскиот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, напишале од овој универзитет. Засега од таму се без официјален коментар, но според напишаното во соопштението, отсликувањето на формата која е идентична со нивното лого е интересна афирмација за лабораторијата. Професорот Делипетров вели дека верува дека не сме сами во Вселената, ама малку е параноично да веруваме дека некој постојано не следи и одбрал да слета токму во полето кај Таринци. Илузии може да има колку сакаме, нели, ама толку многу свето ги имат, ќе испадне дека ванземајци друга работа немат, него само даѓат настап пак гледат непрестано, дека можно у свемирот да постојат и други цивилизации, по мене лично ја верувам тоа. Ама дека баш сега дошло норче поле, на Таринци направиле кругове или толку често не верувам тоа. Местенка или не, сепак круговите во полето ја разбудија фантазијата и креативноста на цела Македонија. Сега се чекаат авторите да ја прекинат мистеријата.